Краток прилог како краток вовед во оној долг разговор кој што не очекува како утрински разговор и ова утро во Ало будење. Како што напоменав, двајца представници од Македонското здружение за заштита при работа. Имаме чест ова утро да ни прават нас овдека во студиото, меѓутоа и во вашите домови, Љупчо Кочовски и Никола Георгиев. Споменав од Македонското здружение за заштита при работата. Најпрво добро утро и сите гости ги прашуваме она неофицијално прашање што ве буди вака наутро. Најнапред добро утро. Благодариме за поканата за учество во емисијата. Мене ме буди искрено телевизорот. Вклучен ми е во 15 до 7 секој сабајле, значи се вклучува со една од утринските програми во зависност која била последна вечерта што се гледала. Так, Никола. Добро утро и од мене, поздрав до вашите гледачи. Мене ме буди најпрво мобилниот, алармот на мобилниот, а потоа кафето подготвено од мојата сопруга или од мене, зависно дали е викенд или преку текот на неделата. Кафето како утрински ритуал. Да. Еве да ве поздравиме за што дојдовте да отвориме на навистина значајни, мислам дека вечно актуелна тема, бидејќи проблемите во однос на заштита при работата постојат од постоењето на работата како процес во општеството, тоа го има од самото со самиот човек функционирањето на секој човек и потребата да работи и да се снајде во општеството. Најпрво, бидејќи ова е наша прва соработка, да им објасниме на гледачите потребата во македонското општество конкретно да се оформи и да функционира вакво здружение или ваква формација. Вака, да, јас накратко ќе ви кажам и за историјата и на Македонското здружение за заштита при работа, па дури накратко и за Меѓународната организација на труд. Значи, точно е тоа дека потребата се јавила многу одамна и луѓето осознале дека имаат потреба од вакви здружувања. Меѓународната организација на труд е формирана 1919 година, значи пред 90 години. Оваа година се слава 90 години од нејзиното постоење. И всушност се здружиле владите, работодавачите и работниците во создавање на подобри услови за работа, достоинствени услови за работа и како одминувало времето тие се подобрувале, се создавале стандарди, критериуми, се усвојувале декларации кои што понатаму ги усвојувале земјите членки на Меѓународна организација на труд. Во Македонија ова здружение не е ново формирано здружение, постои повеќе од 40 години, 1967 година е формирано, што значи дека колегите заштитари уште од времето осознале дека има потреба од здружување, од размена на информации, од подобрување на условите за работа, затоа што тоа е можеби најбитниот елемент во целокупната работа. Не е толку да ние ги собираме податоците и да кажеме ова или она се случило, многу побитно е да разговараме во насока на како да спречиме нешто да се случи, да ги следиме светските трендови, европските трендови, она што е ново во технологијата, да видиме како можеме да придонесеме да се заштитат вработените, како можеме да направиме работодавачите да помогнат во тој процес, затоа што тоа е во интерес на сите, не е во интерес само на работниците или во интерес само на работодавачите, и во интерес на владата. Секоја повреда, секој отсуство од работа повлекува понатаму други некои норми кои што се ќе отиде еден работник да претпоставиме на боледување, тука веќе е случен фондот за здравствено пензиско. Значи има многу еден куп елементи кои што влијаат и кои што се потребни да се надминат, да се предвидат, да се оспособи целокупното општество за како да се спречат несреќите, не дај Боже смртните случаи при работа и да понатаму веќе се работи на други работи. А и секако секоја несреќна случка која што ја слушаме и негативно влијае во однос на одредена компанија каде што се случило тоа или одреден работодавач. Пред да зборуваме кои се оние проекти и активности кои што вие постојано ги реализирате, да збориме за она што е реална состојба во Македонија. Често кога се зборува за ваквите случаи се обраќаат и кон вас како здружение кое што сте токму за овие случаи и компетабилно. Какви се статистичките податоци или она што вие низ работата го имате утврдено во однос на условите на работа во Македонија, во однос на бројките на смртни случаи или несреќни случаи воопшто? Видете, јас напоменав на почетокот дека најнеблагодарно е да се занимаваме со бројките, со она што се случило веќе. Здруженијето повеќе години наназад води евиденција за тоа колку и каков вид на несреќи при работа се имаат случајно во текот на годината и воедно води евиденција за тоа колку смртни случаи имало при работа.
ние тие информации како здружение ги добиваме од медиумите. Значи, секојдневно ги следиме медиумите во Македонија кои што објавуваат вести и доколку се објави некоја вест, доколку се потврди, ние таа ја регистрираме и ја водиме кај нас. Факт е дека во државата имаме дефинитивно различни бројки со официјалните податоци што ги води државата. Тоа се должи на повеќе причини. Начинот на кој што се идентираат несреќите, начинот на кој што се обработуваат несреќите. Тоа го приметивме и во текот на минатата година и во текот на оваа година, кога ние како здружение испаднавме со едни податоци, Државниот инспекторат за труд испадна со други податоци. И не велиме дека тие се во грешка или ние сме во грешка. Едноставно начинот на кој што се води евиденцијата на регистрирањето, дали ние ги водиме сите што се случиле, кај во Државниот инспекторат се водат само оние кои што се, да речам, мислам според некои нивни стандарди и критериуми. Така да, поведени од сето ова, се започна иницијатива во која што е вклучен и Државниот инспекторат за труд, Државниот завод за статистика, Републички завод за здравствена заштита, Институт по медицина на труд, за да се види каков е начинот, која е процедурата за регистрирање на несреќа при работа. Верувајте, на првиот состанок кој што го имавме, заклучивме дека едноставно не би сакал сега некого да навредам со тоа што ќе го кажам, но генерално не знаеме која е процедурата за евидентирање на несреќа при работа, односно каде све оди една пријава од како не дај Боже или нешто ќе се случи и кој се и по кој редослед треба да биде информиран. Така да, кога ќе дојдеме до крајот, гледаме дека дури и во државните институции има различни информации затоа што нема можеби до крај чиста процедура кој кого треба да извести за настаната несреќа. Затоа и доаѓаме до вакви различни податоци. И затоа ја започнавме таа иницијатива за воведување на една единствена методологија, европска методологија за водење на несреќи при работа, со што на сите нас ќе ни се поедностави работата во смисла на само за статистиката, затоа што ќе имаме едни единствени податоци во сите институции. Вака, затоа и се случуваат овие работи и ние не сакаме да кажеме дека некој е винен за тоа или не. Едноставно системот кој што функционира во државата е таков да не добиваме адекватни, тие се адекватни, но не се синхронизирани помеѓу институциите на системот. Така и кога ќе се слушнат различни бројки, веднаш се јавуваат некои шпекулации, како што споменавте, бројките можеби не се толку важни колку што е важна превентивата да не дојде до реализација на точно, тоа е најбитното нешто за кое што се залагаме и ние како здружение, нели целта на здружението е за подобрување на условите за работа, пред се со обуки за членството свое, без разлика дали е тоа од индивидуални лица или правни лица, се вршат обуки, се вршат информации, она што е актуелно многу во моментот, еве гледаме дека во последно време дури одат реклами по медиумите за дека треба да се изготвуваат проценки на ризик на работно место, тоа е една новина во државата со новиот закон за безбедност и здравје и верувам дека сите фирми во државата ќе треба тоа многу скоро да го направат, изминаа веќе 2 години откако е законот усвоен. Препораката беше дека од август оваа година, еве го веќе август истекува, значи ние како здружение пред отприлика 2 месеци донесовме експерти од странство за членовите на здружението се изврши една обука за тоа како по кои признаени, прифатени европски методи да се врши таа проценка на ризик, затоа што напоменувам, тоа е ново нешто во државата. Тоа е нешто што може би е работено на поинаков начин, но сега веќе има поинаква форма и треба да се задоволи од сите во државата. Глобите се големи. Веруваме дека во овие времиња на криза ќе биде тешко за сите да тоа го задоволат и затоа ќе биде најдобро да едноставно да се изготват тие, да се забрза постапката, но од друга страна тоа пак е многу битно и за самите фирми и за работниците, за работодавачите и за фирмите, затоа што една добро изготвена проценка на ризик е она што го зборевме пред малку, дека превентивата ги заштитуваме. Ако се утврди со изготвувањето на проценката на ризик дека некое место е ризично, може да се превземат мерки да тие ризици се отстранат. Доколку таа проценка на ризик се направи колку да се задоволи обврската спрема законот, тој ризик и понатаму останува. Значи не сме постигнале ништо. Точно. Кои се оние најризични, можеби, работни места кои што вие вака ги имате евидентирано, не само според нели најголем број на несреќни случаи кои што се случили, или како оди таа проценка, кои земаат најубедливо прво место, можеби, во однос на
несреќите или најголем процент дека може нешто да ви се случи? Па вака, разговаравме ние на овие теми, често разговараме во канцеларија. Неблагодарно е да се кажува од причина што е изменето комплетното општество и стопанството во Македонија. До пред 20 години во еден друг систем и додека работеле многу повеќе фирми, имало многу повеќе вработени кои што биле во различни индустрии и се случувале несреќи и во други гранки. Сега помалку или повеќе, и тоа што го гледаме и од медиумите, гледаме дека градежништвото функционира некако и логично е да таму се случуваат најголем број на несреќи. Тоа не значи дека споредено со некои други времиња и со некои други гранки е поризично, но самото општество диктира, нели, таа гранка што работи, што е најинтензивна. Градежништвото е факт дека е една од најинтензивните гранки во државата во моментот и е логично да се случуваат несреќи таму. Така. Ајде да разговараме и за нешто што се нарекува ЦИС центар, а функционира при вашето здружение. Вие ќе разговарате токму за ова, значи како се оформи, како вие станавте дел од ова глобална формација? Благодарение на активноста на здружението и тоа што го покажува во изминатите години, Меѓународната организација на труд во текот на минатата година на наше огромно задоволство го назначи Македонското здружение за заштита при работа за ИЛО-ЦИС колаборативен центар прв и единствен во Македонија. ИЛО-ЦИС е мрежа на центри низ светот кои што споделуваат информации двострано во смисла од конвенции меѓународни, препораки, тоа што се случува на меѓународно ниво, што ги пренесуваат на локално ниво и она што се случува на локално ниво, да речеме во Македонија, да се пренесе во Меѓународната организација на труд, за да бидат и таму информирани што и како се случува во Македонија. Значи, ЦИС како центри се формирани пред 50 години, биле 11 на почетокот, сега се преку 140. Ние сме стварно горди што здружението е членка на тоа, што секогаш го напоменуваме дека се водиме како Република Македонија таму, дека нема додавки и дека од она што го гледаме досега, дека ние остваруваме некаква соработка, дека се задоволни и да речам на локално, национално ниво и на меѓународно ниво. Пред неколку месеци во текот на годишната прослава на Меѓународниот ден за заштита при работа склучивме меморандуми за соработка со Сојузот на синдикати на Македонија, со Организација на работодавачи на Македонија и со Конфедерација на работодавачи на Македонија, кои што се најглавните социјални партнери на владата во да речам договарањето и преговарањето на мерките за заштита при работа, така да ние сме задоволни од она што го работиме, што се случува и од начинот на соработка пред се и со владините институции, како и со овие социјалните партнери. Тоа е навистина неопходно, нели, соработката барем на вакви клучни теми? Па дефинитивно, посебно и во времење на криза, мислам дека социјалниот диалог помеѓу партнерите може многу да помогне во надминување на состојбите, затоа што со еден диалог ќе се дојде до решение во кое што би биле сите задоволни. Така. Тука малку прекинуваме на оваа тема. Се селиме со нели вториот соговорник за кој што и специјално дојде во оваа емисија. Денешната наша тема се младите, па Никола има токму еден интересен проект кој што ќе ви го најави во однос на младите, како тие ќе се информираат за како да се заштитат при работата. Никола, ги имаш сите информации, така да повели и соопштени го тоа. Благодарам. Вака, значи, покрај сите активности што ги напомена колегата предходно, Македонското здружение за заштита при работа одамна започна и со реализирање на проектот, значи информирај се, работи безбедно. Тоа е проект, значи, кој ги опфаќа младите луѓе, целна група на овој проект се младите луѓе во Република Македонија на возраст помеѓу 15 и 24 години. Овој проект е поддржан, значи, од Агенцијата за млади и спорт, која би искористила оваа прилика да ги пофалам, значи, за слухот кој го имаат кон младите луѓе, значи, за вистинските нивни потреби, значи, според нас. Имено во овој проект, значи, се реализира веб страна на која младите луѓе ќе може да дојдат до сите оние релевантни информации кои им се потребни, значи, за безбедно да го започнат својот работен век. Меѓутоа, не само работниот век, и во процесот на практичниот дел на наставата ќе може доста информација од тука да црпат како безбедно да ја вршат, значи безбедно да ги обавуваат тој практичен дел од самата
настава. Овој проект исто така, значи го одбравме како да биде веб страна, бидејќи мислиме дека како медиум најприлагоден према младите, денешната младина, секако да, и најголем број би опфатиле со најмали средства кои би може да црпат информации. И тоа информациите гледавме да бидат значи што по-конкретни и што по-концизни за младиот човек да влезе, едноставно да ги види и понатаму за сите дополнителни информации ќе може да се дали преку здруженијето упатене значи во самиот сајт, гледавме така да биде, да не биде значи да не ја сватат едноставно безбедноста и здравието при работа како банални закони и правила натрупани само туку тоа да биде значи акти и норми кои се донесени токму за нив, значи токму за нивното учество во овој работен процес, дека нивниот живот зависи дали ќе ги применува, нивниот живот зависи од тоа дали ќе ги применуваат или нема да ги применуваат. Токму заради тоа на овој сајт има и доста интерактивни игри, да кажам, квизови каде што младите ќе може да го проверат своето знаење во областа значи на безбедноста и здравието при работа. Ќе има овие анимации, видео анимации со НАПО, тоа е заштитен лик на Европската агенција за заштита при работа и он преку анимирани цртани филмови ни ги покажува сите ризични ситуации во кои може да се најде младиот значи вработен. Зборуваме за некој идно време, тоа значи дека е во подготовка. Така, да, сајтот може да ни кажете до каде и како? Па сајтот е при крај значи со материјали, меѓутоа чекаме школската година да започне, да се поделат учебниците, некаде после септември, октомври, здравје, значи планираме октомври кога веќе ќе почнат и овие практични настави да се воведуваат и така, ние да настапиме со презентација на сајтот и младите да може да искористат дел од тие, да кажам, материјали. Сигурно сте правеле некои истражување нели пред да се започне. Дали постои нешто како информација во виртуелниот свет или на интернет кој што може да се најде во моментов како интернет страница или ова е можеби прво нешто што ќе се случи? Па за наша жал тоа е прв, мислам, ова е прв сајт, меѓутоа и ние сме почестени, да, ние сме почестени од друга страна што сме првите, значи што ни текнало да кажем и што сме успеале да организираме вакво нешто, меѓутоа од кога ќе го реализираме ќе можеме повеќе, јас се надевам дека во октомври повторно ќе се видиме и ќе можеме повеќе да продискутираме значи за поконкретни работи. Така, тимот кој што работи на сајтот или целосно проектот е вашето здружение? Така, значи тоа се инженери по заштита при работа, имаме во законската во оделот имаме значи за законските норми, правила и прописи, тука имаме учесници од Државниот трудов инспекторат, доста ни помогна, морам да ги пофалам. И така да се екипирани, значи луѓе кои што баш се наменети за оваа тема. Така, ова само како најава, се надевам дека нели во октомври ќе излеземе со оваа информација која што нели ќе може да биде добра баш за сите. Уште нешто не знам кој ќе сака може нели да зборува за оваа тема. Еве вие сте како здружение со голема традиција која што ја негува заштитата при работа, меѓутоа колку еве во Македонија има реално институции кои што се грижат за оваа тема и дали има доволно? Сметате институции државни дали има кои што се воопшто, значи како организации кои што на некој начин ја подигнуваат свеста дека треба да размислуваме дека не само што работиме, треба да знаеме како да го работиме за да не настанат овие несреќи. Дали доволно се посветува еве внимание? Мислам дека моје лично мислење дека внимание не се посветува доволно, но за тоа не се виновни само институциите на системот, тука се виновни и самите вработени. Имаме ние примери низ Македонија каде што има фирми и компании кои што во целост ги задоволуваат условите и стандардите за заштита при работа, за безбедност и здравје на вработените, но од друга страна има вработени кои што едноставно не ги спроведуваат. Значи, можеби се уште треба да се работи на културата на живење, културата на работа во Македонија, каде што и самите вработени понекогаш поведени од она можеби нашиот менталитет, ова мене не може да ми се случи, и одат во насока на тоа да не самите за себе не водат доволно сметка. Понатаму, да, тука е соработката со синдикатите, кои што дефинитивно се оние кои што се можеби најзасегнати за
несреќите при работа на вработените, покрај здруженијето кај што од друга гледна точка ги разгледува нив. Работодавачите се исто така засегнати од било каква повреда и смртни случаи, затоа што тоа негативно се одразува во целокупната работа на компанијата. Понатаму и државните институции се засегнати, како што напоменав, така да постои соработка, постои волја за соработка, но како што напоменав, можеби треба уште некое време да измине кај што самата култура на живење, култура на работа ќе се измени и можеби треба да се работи тоа што го напомена и колегата, да се работи во насока да младите бидат поинаку, да стекнат поинакви работни и животни навики. Баш затоа е одличен проект, нели од почетокот кога го споставуваме работен однос, да бидејќи нели во подоцнежна возраст не е дека е доцна да влијаеме, меѓутоа убаво е кога од почетокот. Тоа е идејата и на проектот, да влијаеме на младите, уште додека се млади, уште додека не стапиле во работни односи, дека треба самите за себе пред се да внимаваат. А понатаму да внимаваат, внимавајќи на себе, внимавам и на другиот, внимавам и за фирмата, внимавам за општеството. Тоа е култура на живење, на таква, мислам. Така. Јас ви благодарам што ево одвоивте време за да ни ги кажете сите овие информации и посебно нели она што ќе следува. Се надам дека еве повторно ќе дојдете вие и представници од тимот на интернет страницата, бидејќи е навистина важно да го промовираме ова. Ви благодариме за поканата. Имајте убав ден со оглед на тоа дека е нели утро и што туку ни започнува денот.